Драги мои, добар ден. Пред нас нова работна недела и онака понеделнички старт со ново издание на Црвена линија, на кое што ќе ве ставиме пред еден нов предизвик. Секако ќе подсетиме дека градовите во Европа одамна се украсени. Главниот град на Македонија не. Нема елка, нема украси, нема новогодишен базар, ама има паркирани автобуси. Мајката на градот се уште не се изјаснила. Ке има ли во Скопје новогодишна атмосфера или скопјани ќе бидат туристи во другите градови? Секако ќе ве посетам тука да не заследите на социјалните медиуми, Facebook Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија, каде ги објавуваме нашите теми секојдневно кога дискутираме и со вас. Тука можете комотно да лајкнувате, шернувате и коментирате, ама она што ни е најважно е секако да не заследите и на Инстаграм. Бидејќи на Црвена линија Инстаграм стори, доколку кликнете, ќе можете да дадете одговор на денешното анкетно прашање кое што гласи: дали на плошта треба да има програма за деца? Одговарате со да или не. А Црвена линија секој некој што ќе се вклучи во денешната дискусија ќе го запраша: дали бевте задоволни од ланското новогодишно украсување на градот? Секако ќе ги охрабриме сите гледачи од сите градови да ни откријат дали можеби во другите градови започна украсувањето, со оглед на тоа што има најави дека Струга ќе се украсува. Па сега прашуваме дали и Скопје ќе биде украсено, а меѓу другото дали и скопјани ќе треба да идат на дочек во другите градови низ земјавта за да имаат новогодишна атмосфера. А на прашањето до градоначалничката Даниела Арсовска дали Скопје ќе биде украсено, еве каков одговор даде на 29 ноември во рамките на незиното гостување во Топ тема. Ќе се кити ли Скопје оваа година? Ќе имаме посебна пресконференција за истото и целата програма и се она кое што ќе го направиме за градот Скопје ќе го презентираме. Се уште останува мистерија украсувањето на главниот град. Најавена беше, ќе подсетам, на 29.11 пресконференција, која што се уште не е одржана. А денес сме веќе магичен број 12. Како и да е, драги мои, ве очекувам на 023070005. Сите вие кои што се радувате на новогодишната магија, верувам дека знаете дека градовите низ Европа па и низ светот веќе, иако може би поскромно од минатите години, не остана неукрасени. Се уште се магични и за оние кои што живеат таму и секако привлечни за туристите. А да видиме што ќе ни каже и првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден. Па еве да ве прашаме, дали бевте задоволни пред се од ланското украсување на градот? И видете, да ви кажам право, тоа е скромно украсување. Тој никој не може тука да фрла пари без потреба, затоа што видите, во една тешка криза сме, економска, енергетска и така натаму. Јас се надам дека и како ланската година ќе има украсување на плоштадот и другите улици околу плоштадот. Тоа ради, ете така наречено, ради децата, не ради нас големите. Тоа децата треба на некој начин да имаат едно картче каде што ќе го одбележат таа вечер, таа година која што доаѓа 2023 година, и на некој начин тука градско собрание не треба многу да се расфрла, како и ланска година, така и годинава, нека има колку толку градот да се одбележи, затоа што ова е метрополата на Македонија, не е обичен град, сепак тука живеат над 800.000 жители, каде што ние сме тие кои што го финансираме градот, и тоа не се пари од некого, тие се пари пак наши. И пак скромно, јас реков, скромно да се направи тоа, за да не се расфрламе со многу средства, али пак да биде означено дека доаѓа нова година. Ви благодарам многу. Благодарам и вам многу. Ако имаме гледач, ќе ви дадеме веднаш вам предност. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. На телефон е Крсто Трајков од Пробиштип. Како ќе биде оваа година во Пробиштип? Има ли најава за украсување? Исто како во Скопје. Нема украсување да има.
Па и треба да нема. Воопшто? Кога е криза, нека биде криза. За сите да биде криза и да заштедиме барем некоја пара за струја, ако не за друго. Мене една друга работа не ми е јасна. Вашите емисии 99% се за Скопје. Во Македонија има само град Скопје. И ако за туризам има го и Охрид. Другите градови не постојат за вас новинарите, не само Па на затоа Телма. ве прашавме, не вака сега ве телевизија молам. Македонија. Ве молам, сослушајте ме, затоа бараме од сите останати. Јас си кажав да ни откриете каква е состојбата со вашите градови. Еве, вие ни кажавте дека во Пробиштип ќе нема украсување. Се сложувате да нема, да остане така, без ништо? Ете, јас се согласувам со тоа да нема украсување во Пробиштип, ама не се согласувам со тоа што вие телевизиите национални не иките да давате за другите градови ништо. За Скопје утепатене со тоа дека нема да има грејање, ќе има ли плин. Вести, Па затоа емисијата до вас, господине, значи за сите гледачи да се вклучат и вие да ни доловите каква е атмосферата во Пробиштип. Ајде сега јас вака. Значи, ќе повторам по трет пат, за жал морам така. Како појдовна точка е тоа што Скопје како главен град на земјава ќе остане ненаките, но тоа не значи дека ние ќе останеме индиферентни и кон другите градови. Затоа во ова издание на Црвена линија, покрај тоа што имаме информација дека Струга ќе се украсува оваа година новогодишно, бараме сите вас кои што сте од другите градови буквално и реално да ни откриете дали постојат најави дека и другите градови ќе останат неукрасени или можеби веќе се украсени. Затоа е оваа емисија насочена само кон граѓаните. А одиме сега и со вклучување на нов гледач. Добро вечер или добар ден. Добар вечер, ама многу слабо ве слушам. Ние одлично ве слушаме. Ама јас не ве слушам. А дали го намаливте тонот на телевизорот? Го намалив и тоа од корен го исклучив. Кажете ми од каде се јавувате? Јас се јавувам од Германија. Од Германија. Како е во Германија? Има криза, рецесија. Ама не водат други луѓе, не водат пијаници. Јас кога зборувам, вие немој да зборувате. Затоа што ми го земате времето што ми го давате со 90 секунди. Значи, оставете ги луѓето да си скажат магите. Јас се јавувам од Германија, јас плаќам дупло што треба, него алал нека е за тоа, него да ви кажам нешто. Вие си пазите вашите работни места за да имате работно место. Вас не ве тангира, листо и вас и сите вие не ве тангира како живеат во селото. Јас сум проникнал во село, сум излегал во тоа село, заминав во некоја држава на 21 година, сега сум 80 години. Ама ги имам сите 32 работени во забите, во устата. Затоа што сакам да ви кажам, час и чест, имате некои работи, некои придобивки за народот, но ништо не допринесувате за оние што не се моќни. Ако вие ме прашувате како јас славам Нова година, јас со 3 пистола фрлам низ прозоро, мене никој не ме прашува во Германија дека фрлам, а овде луѓето фрлаат секоја ден по 3 пистола, па никој не ги прашува или веројатно се цивилизираат со заедница на Германија. Јас би ве замолил, земете малку лопатата, лажицата, белушката во раце и да правите нешто за овој сиромашен народ. Јас бев пред малку во Македонија, гледав луѓето се конфронтираат со сиромаштија. И ова сега што се прави, ова никаква глума, не е глума, ова е несреќа за Македонија. Кога излегнав од Македонија и оставив стрекна и расположлива. Сега наоѓам се потажна и потажна Македонија. Јас и вас ќе ве прашам, кажете ми кој ќе го закопа последниот пензионер во Македонија. На Роберт му постави тоа прашање пред 15 години и веќе не му се јавам. На оние други исто така сега и на вас. И на вас више нема да ви се јавам. Пријатно бидите поздравени, но немојте да го сечете народот кога ви се јавува. Почитувајте го. Немојте вие повеќе да... Благодарам. Еве, поздрав до Германија, а ние сега ќе се вратиме во Македонија. И вака сега, ако веќе имаме гледачи кои што има можности да се вклучат од Црвена линија од други земји, би било убаво еве да ни откријат како другите градови во другите земји, доколку се јавувате од таму, се
новогодишно украсени. Среќа па има интернет, се разбира на социјалните медиуми, секој оној кој што патува, па дури и до Виена, и до Прага, и до Париз, може да покаже и ни открие преку видео снимка дека навистина се украсени градовите. Може би не како годините наназад, но секако не е дека воопшто не се украсени. А како украсено низ Македонија ќе ни откриете сите вие кои што ќе се вклучите во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден, Тинче. Јас сакам да те поздравим многу, да ти посакам убава недела. Благодарам, јас ви посакувам се. Вака да ти кажам, ја мислим дека треба да има малце украсување, зашто дечињата се радуват, нели нова година иде, велки се украсуват, не мора да биде толку, мислим, нели, па криза сега, Боже мили, па оваа криза нема никад да помине. Не ве слушам да ти кажем, Тинче, ништо не ве слушам. И сакам да кажем дека треба да има, пошто нова година си е нова година, сите се радуват, па сега, Боже мили, децата не се ништо криви, они сакат, еве да домраз иде кај нас, ја мислим дека ќе биде убаво, нашиот градоначалник е млад, мислим дека ќе организира не толку како што е било други години да се прават трошаци, али ќе биде за дечињата, ќе има да се радуват, да они не се ништо криви, но еве овој не многу нервират, нели овие работи, овие стресови, па ќе кажем за овие бомби, тој не треба да се отргне, нели лажни ли са, нели са лажни, децата се плашат. Еве ја имам на пример работат во Смолетка и кај нас во Паланка, се потресе и керка ми, и внука ми и сите. Тие работи се лоши, страшни. Ово е за украсувањето. Сега нема народот што да се нервира толку пари. Пони пари ќе се потрошат, но не знам зашто е народот толку нервозен, зашто толку гледат на црно. Па еве гледам, па се купува, па народ се весели, па идат, па украсуват елки. Ја мислим дека ќе биде убаво, овој се ќе помине. Оваа корона не малце, нели така, со... Ке подсетам, внимавајте на тајмерот, а сега ќе прочитам и еден коментар кој што е објавен од страна на Маријан за Брчанец, токму на темата украсување. Се укинува радоста или синдром тешкото? Укинувањето или кратењето на новогодишното украсување во македонските градови и општини е целосно неодговорен чекор од кој да е локална власт. Да се штеди на новогодишни сијалички, украси и елки, значи да им се ускрати радоста и празничната топлина и убавина на сите деца и сите граѓани од нашите општини. Како и да е, ќе подсетиме дека денес зборуваме за тоа дека пред врата не стига новата година. Факт е дека и во останатите земји и градови можеби не се инвестира и не се троши оноку колку што се трошело години наназад, но сепак градовите не остана без новогодишната магија. Ајде да видиме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Здраво. Здраво. Ја повикам да не е друг, ми рекоа двојца пред мене, за тоа. Вие сте во Црвена линија. Па еве, според вас, дали на плоштад треба барем да има програма за деца и дали треба да остане мистерија украсувањето? Да ти кажам искрено, во вакви времиња више не ми е баш здрава работа да пратам деца на плоштад. Еве, овие дојавички по телефон што ги даваат, може само да ти ја социтат едно стикли дома, да не нешто до 10 таму некаде. Ако памтите, една година имаше една плава женска, нема какви беше името, но меѓу 20 и на година продена од тогаш, со некој метак испутен таму некаде од Чаир, од тие краеви таму. Као ти пикавец од цигара, ти реков ми речи на крај жената си почина од заскитан метак, млада девојка тогаш во тоа време, не знам дали се сеќаваш. Не знам како си каше женската. А сега, во ова бетер немедно време од тогаш, иако и тогаш беше во узбуркано време, али сега е бетер узбуркано, поступа ги имаме американците кои ништо добро не ни мислат. Дали треба да бидат украсени градовите ни земјата? Па не е за време за радување за да бидат украсени. Беа украсени кога требаше да бидат. Сега, ова е хорор филм, државата што се случи, получи ке се веселим. Ја се веселам само кога е нешто убаво. Не можам ја на погреб да се веселам. Значи, се веселиш каде има ергени, моми, невести, се мажа, се женат, младоженци, тука се веселиш.
Овдека нема веселие. Народот ни побега од државата, ние сакаме веселие да преме. Поздрав и едном. Благодарам многу. Ке се префрлиме малку и кај Твитерџи и таму се коментираше прилично. На темава зимзелено дрво напиша: вака учени новогодишни празници немавме ни за време на корона, кога сите живеевме во страв. Градот е гнасен, раскопан, ненакитен, тажен, непроодлив. Фала Данила. Фала Мицко што ја поддржа оваа прекрасна да стане мајка на градот. Како да е, што мислите вие и секако оние кои што ги ни се јават од другите градови? Еве, уште еднаш подсетувам, сакаме да ни ја доловите атмосферата, дали воопшто стартуваше некакво украсување на останатите градови во внатрешноста и дали еве може би имате во најава некаква програма. Што се однесува до Скопје, се уште е мистерија и се очекува пресконференција на таа тема. Добар ден или веќе добро вечер? Ало, добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Подсечката од Крива Паланка гледаш од Кратовско. Како е таму? Украсувањето на Скопје од страна на ВМРО ДПМН започна уште пред една недела. Сите си се шетаат по градот пешки, сите си се мачат, така да рейтингот му расне. А како е кај вас во Крива Паланка, еве? Во Кратово? Кратово, уште подобро. Не прашувајте за робско Кратово. Значи, се што се работи наопаку. Има во Торалево 5 деца, се гради фудбалско игралиште со асфалт, каде има народ, нити по една тура тампон, нити ништо, така да подобро да го избришат од картата на Македонија. А какво ќе ви биде украсувањето? Се најавува ли новогодишно украсување? Украсувањето, најдобро е да нема струја таа вечер, како што нема улично, и многу добро ќе биде. Ништо не бива. Ништо нема. Мизерија невидена. Ова е бетеро турско. Благодарам. Одиме сега повторно на Твитер. Сега ќе погледнете една фотографија која што во рамки на твитот на Црногорец напишал пред новогодишно Скопје со Данила и ДПМН. Оче. Одиме понатаму. Ке биде 27 напишал: штедат по упатствата на власта. Црногорец. Да, на тоа не ми текна. Данила Радович, уште не се договориле кој колку ќе земе по сијаличка. Вака се коментира на Твитер. Секако сакаме да слушнеме што ќе напишете вие. Односно и во коментарите на Фейсбук и секако на профилот на Телма телевизија, каде што објавена нашата денешна тема. А што ќе кажете е на 023070005. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро. Дали ни се увете од некој друг град или сте од Скопје? Па се јавам од една провинција, не е битно сега, пошто намерата ќе мога само додека премногу коментирате додека ние разговараме и времето ни иде, едноставно. Пред малку кога се јави господинот од Провиши, убаво ви кажа. Го ресетираме времето, го ресетираме, продолжете. Не мора да го ресетирате, нема да бидам предолг. Убаво ви кажа дека вие сега ме прашувате за Скопје, за сијаличките, јас сум вака, реал. Криза е. Меѓутоа, за дечињата да се направи некоја скромност, некоја, така да речем, обележување во центарот на Скопје, а за овие поголемите ќе се снајдат. Тие имаат пари кои се по така имотни што велите дека ќе одат по странски држави или по околните градови. За нив зима немаат джипови, што имаат, што се тебе нафатирани, тие ќе се снајдат. Нема да мизеруват. За тоа да не се грижите. Го спомнавте Рамис Мерко, дека ќе го украсува градот Струга. Рамис Мерко, ако ви е мерило некое, јас не знам тогаш, вие као новинар, дали... Него спомнавме туку најавено е... Не, вие спомнавте Струга, а Струга е градоначелник, јас, како што знам, Рамис Мерко. Кога беше најголемата криза, господинот Мерко си купи 65.000 евра, а должеше милиони нешто евра на државата и си купи возило 65.000 евра. Што е проблем да си го украси градот? Според вас, значи треба да има украсување колку за децата? Едноставно човекот од Провиши не му остави.
Слушајте, сега за сите следни. Значи, доколку јас не можам да бидам, нели, како да кажам, да не речам ниту збор, ниту да поставам прашање до гледачите. Времето го ресетираме за сите оние доколку се случи, нели, еве, како што велите да ви навлезам во збор, така да од режијата се внимава на тоа, но јас би ве замолила сите да би се држите во рамките на темата за која што зборуваме. А тоа што значи? Ако се вувате од некој друг град кој што не од Скопје, а ние добивме информација дека во најава дека Струга ќе се украсува, за Скопје немаме информација, па тука сте у Охрид ќе се украсува, ама еве ве имаме вас да ни откриете дали воопшто е во план да има било какво украсување од местото каде што ни се јавувате и дали сметате дека треба да бидеме воопшто во целосен мрак и неукрасени или пак можеби скромно, а сепак во интерес и на жителите, а особено на дечињата. Тоа е темата. Добар ден за новиот гледач. Добро вечер и убава вечер. Вам и на вашата екипа. Вака, метрополата мора да се украси. Од тука се почнува како ние новата година ќе пречекаме. Најскромно може, али за децата што каже говорникот, барем малку да се осеќаат дека и они да се израдуваат на таа за нова година. И со пакетчиња, и со се, и елка да има во центарот на градот, на главниот град. Затоа треба да внимаваме, а и уралните средини треба да исто така, малку од малку. Порано не сме имале, али сме се радувале на све, а сега нема радост. Само да помине нова година и се е окей ќе биде, а? Немаат некој ни леп да јадат душичке, али мора да се знаодиме како знаеме и умееме. Извини ако сгрешив и пријатно. Убав ден. Убав ден, убаво попладне, секако дека не сгрешивте што се вклучивте во црвена линија. Ако имаме гледач на 023070005, добро вечер за новиот гледач во црвена линија. Добро вечер, дали сте ја на линија? Да, вие сте, повелете. Сега во екот на ваа криза, ваа немаштија, немање на струја. Како може да се украсуваат плоштадите во градовите, да се троши струја, а кој ќе ја плати таа струја? Па ние ќе ја платиме. Како може тоа, ваа немаштија, па да се правиме како кизна, кој да се како кизна, која богата држава да е, ајде сите лампи ќе бидат уклучени таму, светулки, што ја знам, дрнзулки, лампиони, абе кој ги плаќа тие бе? Па јас ги плаќам, па ти ги плаќаш, друг ги плаќа, трет ги плаќа. Зошто таква будалштина треба да се праве? Тоа треба да се сопревичи, да нема такви работи. Па тоа пари кошта бе еден пејач да дојде. А имаме и наплив на туристи, еве, како да им објасниме на туристите? Абе еден пејач да дојде, па тие пејач треба тоа да го платат туристите. Туристите, тие што сакат да се шетат, нека се шетат кај сакат, нека одат. Тие имат пари, тие што имат пари. И ако дојдат во неукрасено? Молим? Ке пристигнат во неукрасени градови, еве, замислете во мрак. А што поре себе и да се украсени градовите, плоштаите, ако нема што да јадиш дома? Има ли нешто корист од тоа, ајде плоштадот ќе го украсиме, ама дома и ти да немаш хлеб да јадиш? Како тие многу сиромаси што немат да јадат, и ти да немаш па да видиме дали ќе бидиш, не викам тоа баш лично за вас, туку за тие што сакат да биде украсен градот, а тие што немат леб да јадат. Благодарам многу за јавувањето. Еве, слушаме различни видувања. Некои гледачи сметаат дека е недопустливо да биде воопшто нешто украсено, некои сметаат дека треба да биде украсено, но скромно, а некои сметаат дека е било што е добро и добредојдено кога се во интерес децата, кои што се оние кои што и најмногу може би се радуваат. Но факт е дека Македонија годините наназад, особено пред короната и по короната, има голем подем на туризмот. Градови како Скопје и Охрид еве да останат неукрасени, сигурно туристите ќе бидат изненадени, верувам непријатно. Што мислите вие? Добро вечер. Добро вечер. Па видите, ова е нешто, како да кажам, за децата мора да има, затоа што тука нема да дојдат децата од бизнис елитата. Се знае кои дечиња доаѓаат, тие што се како да речем што не можат
да се приуштат многу работи. Така да тоа подхитно и мора да се направи. Меѓутоа, ја не знам градоначалничкава како што ја гледам и што прави, ја не знам што све ќе доживееме од нејзе. А едно скромно украсување треба секако ние ќе платиме, народот ќе плати. Меѓутоа, не може сега они да се договорат провизијата, медот, една рука, две руки, кој кај ќе пропадне у кој мед. Мислим е тука, дека тоа ќе се украси, ќе се направи. Тоа нема дискусија. Затоа што мора да се направи, меѓутоа, нека бидеме кој скромно нешто. Така да во рете, тоа е еве еден ден е тоа во годината и нека биде, еве гледам јас пред сите новелката свети. Така да украсена и се. Така да нешто мора да се направи за тие, да се израдуваат тие што се, како да кажам, најдечиња за поставени на некој начин, зборам финансиски, од гледна точка. Иначе тука нема никој да дојде дете од бизнис елита, така да мора да се направи, нека биде нешто скромно, нека се договорат, секако народот тоа се ќе плати. Али градоначалничкава како што тргнала и што прави, ја не знам до кај ќе дојде и што ќе дојде и како ќе направи од све што увеќе што ќе направи. Така да јас сум за она скромно, а што ќе биде? Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Одеме сега малку на Твитер. Ќе споделиме со вас еден твит на професорката Мила. Две фотографии како паралела и на кој што е напишано: ова време од годината додека градоначалник беше арогантниот Чилегов, го отваравме Винтерленд и почнуваше новогодишната магија. Ама го казнивте Петри, ја добивте најдобрата менаџерка во Европа, Данила из Скопје, и го претворивте во град на духови, хаосот и блокадите град на сивилото. Што ќе ни кажат гледачите, ќе дознаеме во следните секунди. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот, подобро ќе се слуша. Добро вечер, сине. Стишете го телевизор. Еднашка ми исклучите па за тоа. Повелете. Се збуниш. Добро вечер, сине. Добро вечер. Па овде Баба Роска од село Орман. Како сте, Баба Роска? Јас сум супер, 10-ка студентска. Така. Па сега за украсувањето е темата. Абе, добро да се украсува, ама ако има секој на масата нешто да стави, како ќе им биде на тие луѓе што ќе немат хлеб на масата, а да гледат украсен град? Тоа е најтешкото нешто. Некој ќе се радува, а некој ќе плачи на Нова година. Ќе нема да стави ништо на масата. Како ќе се радува тој, надвор што било украсено? Затоа треба малку да се воде рачун за тие луѓе. Не само тоа, тоа е голем трошек. Стварно беше убаво украсувањето. И треба, ама да сме сите еднакви. А оно што? Некој гладува, некој бесне, под 5 стана и сега ќе украсуваме на тие децата, ќе се радуват, а на сиромасите ќе плачат. Ќе немат лепче на маса, не месо да стави. Според вас да се украсува или не? Малко вън темата е на малко е. Дали овие, само да го изполнам времето, дали овие наосно што кажуваат? Истече времето, одиме со... Благодарам многу за вклучувањето, одиме со уште еден твит на Рокси. Вели, во ниедна држава градот не припаѓа на некоја партиска партија. Ако се купени украси, тоа е од буџет и секоја наредна екипа треба да ги користи. А замисли, во земја која е шумовита, брдовита, едно дрво на плоштад не успеа да стават. Од текстил и алуминиум шипки е елката. Дали треба воопшто да се украсува, дали треба поскромно од минатите години да се украсува, дали сте задоволни како беше украсено минатата година? Тоа се прашања кои што ги поставуваме до нашите гледачи. Добар ден. Добро вечер. Добро. Се надевам дека се слушаме, вие сте во црвена линија. Да. Намалете го тонот на телевизорот, подобро ќе се слушнеме. Добро. Добро вечер. Добро вечер. Да. Ова
Ве слушаме, продолжете. Редно е да се прави украс на градот, многу е тоа добро. И со сите сили, мислим, треба да се бориме за децата, барам да им се прави чеф во новата година. Тоа е под ингеренција и треба да паде на градот на Самнишката. Меѓутоа, градот на Самнишката ја изгубил патот. Она прво, дај Бог овие протести да не бидат дури за нова година, тоа е голема жалост, што су луѓе 4-5 месеца без плати. Значи, треба да се организира со сите сили да се украси градот. Тоа е метропола на Македонија. Тоа е срамота да нема украс. Срамота да не се уреди нешто. Али, сепак тоа зависи од градот на Самнишка. Не знам што да ви кажем, ова градот на Самнишка изгледа, ја изгубил пат у свој двор, она не гледа понатам. Нити граѓани барам да ги зема на разговор. Ова чудна работа. Поздрав. Пријатно. Поздрав и благодарам и што се вклучивте во црвена линија. Одиме повторно на Твитер. Во својот твит Татјана напишала: ако сакаше да направи нешто, прво требаше да го врати украсувањето во рацете на градот, не да даваат по 200.000 евра само за украсување, традиција почната за време на Коце со една иста фирма и наградена од Челегов. Од 160.000 рипна на 220.000 за сите украси. Добро. И Александар Шулевски напишал: во Битола палми за новогодишно украсување ставиле, пак буџетот ке страда. Дали воопшто започна некакво новогодишно украсување во останатите градови, ке ни откриете вие, доколку нели се вклучите во црвена линија и ете и да ни презентирате дали воопшто во останатите градови постои некаква новогодишна атмосфера. Што се однесува до главниот град, се уште е мистерија кога и како ќе изгледа украсувањето за нова година. Добро вечер за новиот гледач. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Вака, ако јас мојот предлог го давам да биде за да се украси метрополата. Значи, ние живееме во метропола. Друго, дечињата еднпут годишно мора да се израдуваат. Не мора да биде оваа година кој знае колку украсен. Ја верувам во господјата Данела дека тоа она нема да го запостави, дека ќе го украси. И редне од 15 тамо овој месец да почнат со украсување, за да се види дека Скопје више заживува, а не само за Скопје, туку и другите градови, барем помалце да бидат украсени, ако некој знае колку. Ова е апел наш, а сега она си го знае тамо патот како треба да биде. А најверојатно верувам дека ќе биде украсен. Затоа што на телевизија ќе ги покажуваат сите метрополи како се украсени, мора и ние да се да ќе ја кажеме нашата метропола Скопје. Благодарам вам за вклучувањето. Веднаш ќе вклучиме нов гледач. Добро вечер од црвена линија. За вклучувањето веднаш. Јас се слушам таму каде што е телевизорот, стишете, намалете го тонот. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Ало. Во програма сте, но намалете го тонот на... Ве слушаме. Ало. Се слушаме ли сега? Се слушаме, господја. Браво за Даниела. Го украси градот пред месец дена со блокада на автобусите. А за нова година и пожелам само да купих свеќи да поминеме на площадот. Толку од мене. Поздрав до Даниела, најдобрата град. Одиме со реклами.
Сега сме во делот по рекламите, каде што ќе ги соопштиме резултатите од денешната Инстаграм анкета. Ќе ве подсетам, заследете не и на Facebook и на Инстаграм како Црвена линија. На денешното прашање на Инстаграм стори дали на плошта треба да има програма за деца, со да одговорија 100%, со не 0%. Продолжете да не следите, коментирате и лајкнувате, а ние утре повторно во истиот термин со нови предизвици, нови теми за вас. Ве препуштам на програмата на Тилма и секако ви посакувам да имате убаво попладне.